Почитуван канцелар господине Курц, почитуван еврокомесар Вархеи, почитувани колеги премиери, уверен сум дека заедно со сите вас овие денови во услови кога Светска здравствена организација прогласи пандемија заради глобалната проширеност на короната вирус, ги делам грижата и вознемиреноста на граѓаните на сите наши земји. Република Северна Македонија прогласи кризна состојба во две општини. Бројот на потврдени позитивни случаи на заразени од коронавирус излезува 23, а две лица кои се позитивни на тест направен во приватна клиника, во тек на овој ден ќе бидат потврдени од Институтот за јавно здравје. Подготвени се сите потребни активности за да обезбедиме и да спроведеме ефикасни мерки за справување со ситуацијата и со ширењето на вирусот. Сите институции и нивни припадници, стручни за организирање и спроведување на сите неопходни акции и мерки од акцијскиот план за оперативна имплементација на одлуката за постојање на кризна состојба се на терен. Од двата меѓународни аеродроми сега работи само еден, меѓународниот аеродром во Скопје, но по истек на 48 часа од влегувањето во сила на оваа одлука која што беше синоќа донесена, ќе биде во функција само за државни, воени, хуманитарни, болнички, карго и летови без патници за позиционирање на воздухоплови со претходна најава до нашиот аеродромски оператор ТАВ Македонија. Донесовме одлука да ги затвориме границите за сите странски државјани. Во функција се само 5 копнени гранични премини само за наши државјани и за товарни возила за кои е воведен посебен безбедносно-санитарен и здравствен режим. Сметаме дека сме подготвени како општество за институционален одговор за оваа ситуација. Ова е време кога секоја земја треба да има свој автентичен одговор, но коронавирусот покажа дека не познава граници и дека не можеме да ставиме стаклено звоно над било која од нашите држави. Заканата од пандемија со која се соочуваме ја покажува важноста на меѓународната соработка. Светот е поврзан, а поврзаноста е еден од најсилните аргументи и причини за силни економски врски, за слободен пазар и за слободна комуникација и соработка. На тие основи е поставен и економскиот и социјалниот напредок на секоја земја. Затоа сега е исклучиво важно и за заеднички решенија за заедничкиот предизвик. Заедно сите влади во светот да работат на заштита на економијата, на проширување на јавните инвестиции и на обезбедување на поддршка за најранливите. Ниту една земја не може да го стори тоа самостојно. Секако, сега е најважно пандемијата да се стави под контрола, а потоа и да се запре. Сега сме во критична точка во однос на глобалниот одговор на COVID-19, затоа треба сите да се вклучиме да го задржиме светот безбеден. Овие активности вклучуваат брзо откривање на случаи, запирање на преносот на вирусот и грижа на засегнатите. Во услови кога современ свет се соочува со оваа сериозна хуманитарна криза, неопходни се заеднички мерки и градење на капацитети. Северна Македонија е одлучна да допринесе за кохерентен пристап во соработка со партнерите, институциите и агенциите на Европската Унија. Во овие моменти нашите грижи со право се насочени кон решавање на прашањето на заканите од коронавирусот и кон остварување на таа цел за да им го вратиме безбедното секојдневие на граѓаните од нашата земја, на граѓаните од регионот, од Европа и од целиот свет. Колку што може побрзо на граѓаните да им вратиме состојбата на просперитетни, безбедни, мирни и слободни општества кои може да се градат само преку преземање и целосна примена на основните вредности, како што се гаранција за безбедни општества во кои се почитуваат човековите права, демократијата и владењето на правото. Тоа се вредности на Европската Унија и на земјите со аспирација да бидат членки на Унијата, кои не смееме да дозволиме да бидат доведени во прашање пред ниту една закана. Кога станува збор за Република Северна Македонија, недвосмислената порака дека нашата земја ги прифати и ги практикува европските вредности пристигна со мини извештајот на Европската комисија. Во него уште еднаш е констатиран значаен напредок во остварувањето на законските реформи и во нивно спроведување кои беа наша домашна задача.
Со констатацијата на значајниот напредок на нашата земја, Европската комисија по 11 пат на Европскиот самит му препорача да одобри почеток на преговори со Република Северна Македонија. Одлуката за започнување преговори е неопходна како признание и валоризација на значајниот напредок постигнат во изминатите 3 години. Тоа ќе ја потврди политичката зрелост на земјата и на вложениот капитал во европската перспектива. Тоа е важно и за граѓаните, за нивната доверба во вредностите и принципите на Европската Унија и за нивно вклучување и придонес во процесот како експерти, интелектуалци, професионални во секој област на професионализмот. Неопходно е сите земји членки да разберат дека сите натамошни одложувања и дополнителни услови дадени на процесот се еднакви на драгоцено изгубено време во однос на реформите во Европската Унија за целиот регион. Прифаќањето на новата методологија, усвојувањето на одлуките за пристапување без натамошно одложување сега во март, може да ни обезбеди на сите нас сценарио за успех. Успех и на Северна Македонија, меѓутоа успех и на Европската Унија. Отварањето на пристапни преговори ќе биде во согласност и со новата методологија за проширување, како стратегија на Европската комисија за зајакнување на процесот на пристапување и за кредибилна перспектива на Европската Унија за Западен Балкан. Дозволете ми да завршам велејќи дека планот на Европската Унија за регионот треба да биде повеќе не одложувајте. Без разлика на актуелната криза. Република Северна Македонија многу високо ги цени заложбите на Австрија во спроведување на јасна европска перспектива за земјите од Западен Балкан. Тој е приоритет на австриската федерална влада, а воедно и придонес да се обезбеди стабилност, безбедност и просперитет на Европа. За особена почит е определбата на Австрија да остане посветена и да продолжи да ги поддржува своите партнери во Западен Балкан и на нивниот пат кон Европската Унија. На само неколку дена пред решавачкиот состанок на Европскиот совет на 26 и 27 март, ја сметаме како особено значајна целта на Австрија и на самитот на Западен Балкан 2020 да се испрати јасен сигнал до партнерите на Европската Унија дека регионот останува посветен на европскиот пат. Од друга страна, сметам дека делиме иста определба и ние земјите од регионот да продолжиме да ја интензивираме соработката со Европската Унија на бројни полиња. Особено за оние прашања за кои што има итна потреба да се најдат заеднички решенија. Меѓу нив секако висок приоритет е прашањето на мигрантската криза пред портите на Европската Унија, како и одговорите за климатската криза. Убеден сум дека дебатата за иднината на Европската Унија преку оваа видеоконференција ќе понуди платформа за размена на мислење и на овие теми. Благодарам и дозволете да се извинам за заминување на видеоконференцијата во 11:50 часот поради закажана лидерска средба од страна на председателот на Република Северна Македонија, а во врска со тековните состојби во нашата држава во услови на оваа пандемија. Благодарам уште еднаш на вниманието и на можноста денеска да оствариме ваква средба.